бидам експедитивен, да го задржам вашето внимание на стартот, за да го задржам еве во ова тмурно попладне веќе. Само би ви кажал, замислете си дека сте на Сејшели, а не дека со саканото лице и дека таму слушате бранови, морења и така натаму, а не мојот многу рапав глас. На почетокот ќе почнам со прашање. Кој од вас знае што е план С и коалиција С? Слободно нека крене рака, за да знам колку да одам длабоко или широко. Добро, професор Спировски, тоа не се ни сомневав и така. Добро. Ќе се обидам накратко да ви представам за што се работи. Ова не е нешто најново. Во септември 2008 година група на национални истражувачи и кои што финансираат од Европската унија и од други интернационални организации кои што даваат фондации, ја креираат коалиција С и го стартуваат план С. Тие, значи, тука што е поентата на овој план С? Значи, тие се договориле да ги имплементираат сите 10 принципи, ќе ги видите подоцна, и главната амбиција на план С е да се забрза транзицијата од субскрипцијски списанија, односно претплата, кон отворен пристап. И мене ми е многу драго што универзитетот веќе го почна тој процес и имаше пред еден месец една одлична оваква работилница од водство на проекторката Гечевска и ректорката во самиот УКИМ, и се надеваме дека работите ќе се движат према напред, кон напред, и основната цел тоа е движење кон отворена наука, која што треба и ние да се стремиме, но отворена наука не значи и гратис наука. Сето тоа чини пари, ја чини државата, го чини универзитетот, ги чини авторите, во зависност од пристапот. Коалиција С 24 основачи, се разбира, ја нема да ги читам сите овие тука. Мојата презентација ќе биде, се надевам и другите презентери ќе дозволат да се во отворен пристап, да се сподели на G-Drive, од G-Drive на нашата официјална Facebook страница, за која што доктор Григоров ви го прикажа линкот за тие што веќе не сте членови. Значи, тука се разбира, од европските финансиери, Европската комисија стои за целиот овој проект, Европскиот истражувачки совет, стојат богатите земји на Европската унија. За жал Македонија никаде ја нема, а како што видовте и Србија не е членка на коалицијата С. Ова е многу интересен слайд, објавен во Nature списанието, со сината боја, значи дадена е компарација 2012-2016. Гледате со сина посветла боја, тоа се списанија со претплата од 49,2 за 4 години паѓа на 37,7, а списанија со Open Access расте од 12,4 до 15,2 само за 4 години. Зошто треба план С да се применува? Значи, што сакат да постигнат овие организации на коалиција С? Да забрзаат науката, правејќи ги сите резултати отворени, веќе претходните дискутанти ви кажаа нешто за тоа, и да се достигне до што поголема публика, аудиенција ширум светот. Поголема транспарентност во истражувачката комуникација и еден кост-ефектив принцип на транзиција. Значи, од они што сметаат неодржливиот субскрипцијски модел на претплата до Open Access модел, каде што нели се е достапно за симнување, за споделување, но со претходно цитирање, се разбира. Сега, овде се дадени 10 принципи на планот С. Јас ги имам тие публикувано во моето минато списание Journal for Retouch Therapy and Development of Diversity, седам на последните слайдови, насловната објавен 2022 година, но прв пат пред македонската јавност и воопшто прв пат ја презентирам оваа тема, бидејќи сметав дека еден мој труд треба да го чујат и поголем аудиториум. Инаку, на почетокот сакав да кажам, јас сум многу благодарен што вие останавте тука. Околу 50, почнавме со 105, 70 во втората сесија, 50, и јас ги одел со Diamond сертификати за вас, како оцена на вашата упорност и истреност.
Значи, што е поентата на 10 принципи? Да се задржи копирајтот на авторот, да се има CC BY лиценца, задолжително тоа е, и тоа да биде назначено на веб страната. Задолжително треба да се депонираат трудовите со отворен пристап во репозиториуми. УКИМ тоа го направи уште пред 6-7 години и тоа е добар потек. Ние на Филозофскиот факултет мислам дека го следевме тој чекор меѓу првите и депониравме, има огромна база на податоци на автори кои што се депонира разни трудови, магистерските и докторските задолжително и така натаму. Исто така средствата за кои што треба да ги плаќаат авторите овде се покриени од одредени фондации и истражувачки институции, но како што видовте веќе и фондацијата на Бил Гейтс и Мелина веќе ги скусува средствата, така што тоа е голем проблем. А специјално во Македонија е голем проблем заради, зборевме со професорот Положани, не се 0,48%. Значи тоа е некоја проекција за 2024-та, ние сме во четвртиот месец, моите истражувања покажуваат дека GDP, мислам дека и под 0,2 во минатите години, што е поразително за нашата држава, и оваа конференција е еден вид да после тоа изврши притисок на владата, се разбира, на ресорното министерство. Плаќањето, сите publication fees мора да бидат транспарентни, и тоа сите списанија мора да го одразат на видлив дел од веб страницата, доколку има плаќање. Другите принципи се дека финансиерите треба да ги охрабрат владите, универзитетите, истражувачките организации, библиотеките, академиите и сите истражувачки здруженија, значи да одржат за нивната стратегија, за политиките, за практиките и така натаму. Исто така Open Access видовме од претходните дискутанти и монографиите е пожелно да се ставаат, но сега тука е прашање кој ќе му ги плати на авторот авторските права. УКИМ веќе ја започна таа практика и тоа е добро, но тука е малце, да не ме разбери проекторката погрешно критизерски, но авторите не добиваат ништо за тоа. Така да треба можеби да се за некој скромен хонорар евентуално за тие автори да се стимулираат, што веќе решиле да дадат монографијата на стотици илјадници луѓе кои што разбират македонски јазик да си ја симнат бесплатно. И она што го спомна и господјата Милица, трансформативните аранжмани се многу битни, и исто така она на кое што одат овие финансиери, на кое што оди Европската комисија, оди на минимизирање на импакт факторот како мерило во сајантометријата, туку да се зголемат други некои метрики, повеќе идење на метрика на прочитан труд и така натаму. Затоа имам зборуваме на друга конференција. Значи, главно е дека импакт факторот се повеќе во западноевропските земји му се намалува таа малку предимензионирана вредност која што имаме дајано во Македонија ние тука. Кои се водечите за имплементација? Значи, сите публикации од 1 јануари 2021 морат да бидат со отворен пристап за списанијата кои што го следат овој план С, и тие трансформативни договори треба да завршат до крајот на оваа 2024 година. Понатаму веќе нешто и за ова беше кажано, но да се јас да го дополнам. Имаме 3 вида на главни патеки, тоа е златната или диамантската патека, каде што авторите публицираат во одреден пристап, со отворен пристап. Коалицијата ЕС ги финансира, ги поддржува публикацијските трошоци на авторот. Зелениот пристап, за кој што исто така беше говорено, авторот може да публицира во списание со претплата, но исто така треба да се депонира во репозиториум неговиот труд, и Коалиција ЕС не ги финансира ова хибридна субскрипција. И на крај имаме хибридна субскрипција, каде што авторите публикуваат во списанието кое што веќе има трансформативен договор, и Коалицијата ЕС може да ги финансиски да ги поддржи, но не мора, овие списанија со отворен пристап. Сега да видиме нешто за овие трансформативни договори. Планот ЕС поддржува 3 главни стратегии.
на потпишување на контракти и Open Access 2020 ги промовира овие трансформативни договори се со цел да се забрза транзицијата на претплатничките списанија во списанија со Open Access. Open Access 2020 исто така има за цел да ја направи да ги направи кост неутрални тие трансформативни договори и евентуално да го направи побезболен тој процес од претплатнички списанија кон Open Access. Коалицијата ЕС исто така ги охрабрува сите издавачи, институции, библиотекарски конзорциуми да се приклучат на планот ЕС. Еден од целите на ова моје предавање и тоа, иако немам никакви финансиски интереси од коалицијата ЕС и дури ретко познам некој поважно неколку луѓе што сум ги следел на некои вебинари и така. Понатаму, она што е уште еднаш да го повторам, дека авторите мора да ги задржат копирајтс, значи авторските права. И сите договори мора да бидат транспарентно објавени на веб страниците. Друго што е значајно за вас при крајот на вашето внимание, нели? После мојата презентација следи, нели, дискусија 5-10 минути и потоа оној свечен дел. Трансформативните списанија, значи со отворен пристап постепено ја зголемуваат од најмалку 5% до 15% во релативен избор, од година во година се зголемува нивната употребливост и од друга страна пак трошоците за претплата треба да се намалуваат. Значи тоа се некои идеални работи и не сме да има двојни плаќања. Добро, она што сакам да го потенцирам дека еден од алатките, тој е Journal Checker Tool, можете и вие да си го проверите, кој што е достапен од 1 јануари 2021 година и тој му возможува да се идентификува сите оние списанија кои што веќе се компатибилни со планот ЕС. Иницијалниот фокус ќе биде да се идентификуваат значи патеката и комплијансата, значи на имплементацијата на планот ЕС, да понуди CC BY лиценца дека планот ЕС работи по тие политики и исто така уште еднаш по трет пат ќе повторам дека авторот мора да ги задржи авторските права. Вака некако изгледа тој Journal Checker Tool, каде што, нели, јас сум главен и одговорен уредник на списание Journal of Health and Rehabilitation Sciences со седиште на Alma Mater Европеја во Марибор универзитетот. Ова е ИССН бројот, ова е институцијата која што го издава и овде гледате дека ова е веб страната, дека ние веќе го користиме овој план ЕС. Треба да работиме заедно за да спроведеме една политика на отворена наука, на отворен пристап. Планот ЕС представува дел од поширокото движење на отворена наука. Треба да забрзаме оваа транзиција која што во Македонија оди бавно, а дека оди бавно и не во наша корист, ќе ви кажам само уште една работа. Ние сме медицински уредници тука доста, но овие вистински уредници на списанија, иако пратив во понеделникот преку 250 имейлови ниту еден до сега нема објавено во дневните медиуми, што е поразително за информатичките медиуми. Очигледно политиката е поинтересна од нас и вчерашните избори. Да. Добро, ова е најново, Barcelona Declaration on Open Research Information. Овој документ е издаден на 16 април, пред 9 дена. Овде ви е линкот. Што треба да се направи отвореноста под дефолт, значи да биде како во истражувачките информации, да бидат сервисите и системите на поддршка овозможени за отворената истражувачка информација, да се поддржи одржливоста на инфраструктурата за отворена истражувачка информација и да се поддржи колективната акција, да се забрза транзицијата кон отвореност, општа отвореност. Заклучоци, да се имплементира план ЕС, еден императив за секое модерно списание.
Ова води до промоција на високи научни и етички стандарди во списанијата. Планот има специфични водичи, кои што дел ви ги објаснив, и списанијата мора јасно да ги назначат сите политики на нивните веб страни, за да мора да го направите вашето истражување достапно. Значи, тоа е right thing to do, but also the smart thing to do. Тука, ова е трудот кој што ви го спомнав, објавен онлайн 27. мај 2022 во Journal for Retouch Therapy, го има депонирано и на репозиториумот науки, така да може секој слободно да го симне. Ви благодарам за вниманието. Бевте одлична публика.